Тоа што е интересно, например, за фармацијата е што, иако е, да речеме, хумана наука, тесно поврзана со медицината, се бави нели со создавање на лекови за подобрување на здравјето на луѓето, сепак има тесна врска и со природата. Иако поминуваме многу време сигурно во лабораторија, има многу тесна врска со природата, со изнаоѓање нови соединенија, и тоа е тоа што е интересно. Ви благодарам што сте денес гости тука. И што би сакале прво да кажете за вашиот факултет? Вака како да го отвориме муабет. Добар ден. Прво благодарам за поканата. Стварно ми представува задоволство што сум денес овде и што заедно и со колешката и со вас ќе може да поразговараме, да го приближиме малку фармацевскиот факултет, фармацевската професија како регулирана здравствена професија. Меѓутоа исто така и диететика и диетотерапија и лабораториски биоинженери, две други професии кои што исто така во додипломската настава се застапени на нашиот факултет, и да дадеме вака една пошироко повеќе информации за нашиот факултет кон аудиториумот кој што ќе не гледа и кон можеби идните студенти кои што се размислуваат на кој факултет и која професија да ја одберат. Фармацевскиот факултет од Скопје е најстарата, најквалитетната високообразовна институција во областа на фармацијата. Тоа што кажуваме дека е најстарата, 46 годишна веќе традиција на фармацевскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. И тоа ни е едно од нашите големи поноси, затоа што сме професорите кои што во тоа време беа на нашиот факултет, некои се уште и денес се на факултет, тоаш може би биле како студенти, потоа асистенти, а сега како професори, тие се на некој начин и основоположници на високото образование на фармацевтите во нашата држава. Во овие 46 години непрекинат раст и развој на факултетот, во секој поглед, и денес тоа гордо го кажуваме и тоа го потврдуваме со факти дека не само што сме најдобра високообразовна институција од областа на фармацијата во нашата држава, туку високообразовна институција која што може да се компарира и со на регионално, дури и повеќе од регионално ниво, и тоа и во областа и на научно-истражувачката дејност, и во образовната, едукативната дејност, апликативната дејност, така да се надевам дека не само овие 46 години досега, туку и во наредниот период ќе следи период на понатамошен, уште поинтензивен раст и развој на нашата институција, и сето тоа во насока да обезбедиме услови за колку е можно поквалитетна едукација на нашите идни колеги, да во текот на едукацијата има возможиме да покрај на основната едукација се запознати со научно-истражувачката дејност и воопшто да ги заразиме со фармацевската дејност. Така. Рековте дека постои факултетот 46 години. Претходно каде се одвивала таа настава? Каде се спремале фармацевските кадри? Пред овие 40 и пред да се, значи 1977 година е основан фармацевскиот факултет. Претходно генерациите наши колеги претежно студирале во Белград, во Загреб. Значи се уште има една класа на магистри кои што завршија во Загреб. Другите во Белград, Сараево, значи градовите од бившата Југославија каде што имаше фармацевски факултет. Тоа е многу интересно, например, обично кога ќе кажат дека си запишан на фармацевски и општо до размислување, ќе си работиш во аптека, ќе си мислам онага базична да работа е тоа што на сите им се дава како асоциација, да речам, со дипломата од фармација, но вие веќе наведовте 3 или 4 насоки. Значи, кога ќе се запишеш на фармација,
првата асоциација нормално е да бидеш да се запишеш на студиската програма магистар по фармација. Тоа е студиска програма од први и втори интегриран циклус, 5-годишен студиум до дипломски, во кој што ние ги едуцираме нашите студенти за да одговорат на предизвикот на фармацевската дејност, онаа која што со од поширок обем. Што тоа значи? Аптеката и аптекарската дејност е само еден сегмент во она што значи фармацевт. Така. Ние многу често кажуваме фармацевскиот занает е аптеката. Меѓутоа, фармацијата како научна дисциплина, како здравствена регулирана професија, во себе ги вклучува и оние фармацевти кои што ги произведуваат тие лекови, оние фармацевти кои што ги контролираат тие лекови, фармацевтите кои што работат во регулаторните тела и обезбедуваат потребната документација, фармацевтите кои што се вклучени во предклинички, клинички испитувања на лековите, фармацевтите кои што работат во научни истражувачки лаборатории каде што се прават испитувања со кои што се доаѓа до нови лекови. Понатаму тука се клиничките фармацевти, секоја една здравствена институција по дефиниција мора да има клинички фармацевт кој што е одговорен за спроведувањето на терапијата кај пациентите. Тука се фармацевтите кои што се занимаваат со следење на несаканите ефекти од употребата на лековите и практицираат фармаковигиланца. Тука се фармацевтите кои што работат како стручни соработници во маркетинг одделенијата на фармацевските компании и нормално фармацевтите кои што се занимаваат со истражување на лековитите растенија, инкорпорирање на лековитите растенија во лековите и добивање на нови нови лекови кои што содржат нови ентитети од природата. Нормално ги спомена веќе технолозите, фармацевските технолози кои што така да зборуваме за една многу широк опсек на дејности кои што ги опфаќа нашата фармацевска дејност. Зборуваме за професија која што е регулирана, здравствена професија и која што во секој еден здравствен систем се има својата есенцијална улога во функционирањето на здравствениот систем. Така. Од сите овие, да речам, можни определувања за еден студент на фармација, кој ти е тебе онака, кој ти лежи при срце највеќе? Тоа е уште нешто што искрено не сум ни јас самата решена. Така. Сега веќе, пошто сум трета година на студии, полека почнувам малку повеќе да се воведувам во светот на фармацијата со по фармацевските предмети, како што си ги викаме и ние меѓу колегите. И искрено сега за сега се ме интересира, како што ќе одат понатаму студиите, верувам дека повеќе ќе добиеме поголема слика за сите овие дисциплини кои што ги наведе професорот, така да останува да видиме. Да. Тоа е обично за сите факултети, обично првите неколку години додека те воведите спреми за стручните предмети, е тоа што го буташ малку на мускули, сите тие систематики се додека дојде, да речеме, како што рече, апликативните дејности. Она што е интересно, например, што се разликува од другите факултети, би кажал, не од сите, ама од повеќето е што во Македонија има силна фармацевска индустрија. Има пласма на пазарот на трудот и тоа е многу добро според мене. Обично кога ќе завршиме нашите домашни индустрии се нема доволни капацитети едноставно за да ги вработат со солидни, да речеме, примања ново дипломираните остручени лица за секоја област и тоа е мислам дека една многу позитивна работа за фармацевскиот факултет. Следејќи таа мисла, има ли како стои фармацевскиот факултет со бројот на студенти? Дали се исполнети капацитетите, дали има повеќе или помалку? Видете, фармацевската дејност е дефицитарна, веќе можам да кажам дејност, затоа што како држава ние стварно имаме многу добро развиена фармацевска индустрија. Исто така веле другериите, аптекарскиот сектор по последно време развојот на
компаниите кои што се занимаваат со медицински канабис и изготвување на лекови од медицински канабис, каде што мора да има присутен фармацевт и во областта на производство и во областта на контролата на тие препарати. Сето тоа направи да денес имаме реален проблем со дефицитарност на нашиот стручен кадар. Кога ќе разговараме вака и со пријатели и со други колеги од другите факултети, јас знам често да кажам дека денес да има 300 дипломирани фармацевти, магистри по фармација со положен државен испит, доколку сакаат да работат, утре сите 300 ќе бидат вработени. Толкова е потребата на нашето општество и нашиот здравствен систем за квалитетен фармацевски кадар. Волете. Секоја година на фармацевскиот факултет, на студиската програма магистри по фармација, ние исполнуваме квотата, која што изнесува 120 студенти. И таа квота, значи, ја исполнуваме без никаков проблем. Порано беше, значи, јас паметам во моје време, кога се примаја 60 студенти, 45, 60, па 90, па потоа отидовме на 120. Тогаш можеби за едно место се случувало во одредени години да има и да конкурираат 5. Сега тоа го немаме. Дефинитивно дека можеби младите повеќе целат се кон IT технологии и не има никој си тренд. Меѓутоа, за разлика од останатите професии, ние немаме никаков проблем со број на запишени студенти и со интерес за нашиот факултет. Ние како факултет многу работиме во делот на запознавање на средношколци, уште и на децата од основна школа со тоа што е фармација, што е фармацевски факултет, кои се можностите за професионален ангажман со завршен фармацевски факултет и можеби сигурно и тоа допринесува да ова бројка нам е константно пополнита. Меѓутоа, во секој случај, се уште бројката е комплетно се исполнува и, кажувам, можеби овој дефицит се појавува и затоа што дел од нашите колеги веќе има некој си тренд на иселување и одење надвор. Јас лично познавам еден таков. Да. Тоа можеби е исто причина за појавата на овој дефицит, меѓутоа, во секој случај, не знам дали има и некоја друга струка, како нашата фармацевска, која што во овој момент има толку големи можности за работа на колегите. Не зборуваме, значи, не покрај квантитативно што има потреба, колегите во овој момент имаат можност и квалитативно да избираат. Дали сакаат да работат во индустрија, дали сакаат да работат во аптека, дали сакаат во веледрогерија, дали сакаат да работат, не знам, во клиничка пракса. И сите тие можности во овој момент се отворени и они можат да ги бираат. Мислам дека наретки се професиите каде што има толкова голема побарувачка на стручен кадар. Јас би се надоврзала овде на професорот за тоа дека стварно во последен период повеќе доаѓа до израз што е тоа, нели, фармацијата, дека не е, како што каже преска, само аптека и општо дека заинтересираноста на студентите на вистина е поголема, поготово во последниве 2 години. Јас како што гледам, баш затоа што се труди факултетот, студентите што се таму да им доловат на студентите во средно што уствари нуди нашиот факултет. Се организираат многу отворени денови на ниво науким. Нашиот факултет, јас знам бидејќи последниве 2 години сум учествувала на нив и секоја година, лани и оваа година беше разликата во бројот на студенти многу голема. Веќе се гледа заинтересираноста дека е поголема. Да. Тоа го среќавам, например, особено со овие професии, како што реков, дека младите има поголема заинтересираност за информатичката индустрија и тоа е некако едно НЗС кое го наоѓам од сите факултети, а тоа е дека особено овие пракси, тоа се случи со градежен факултет, особено овие пракси кои се, да речеме, комплексни за совладување, треба сериозен, да речеме, интелектуален капитал да се вложи, за да се совлада материјата, да се остручи еден човек и
дефицитарноста е голема, можностите се големи и некако наоѓаме еден тренд на линија на помал отпор, што секогаш била пример, ама дефинитивно е линија на помал отпор и некако ми се разбива тој мит дека нема работа во Македонија. Мислам дека нема доволно квалитетен проток на информации. И што ме таква ситуација да замислете колку многу ќе значи некој човек кој ќе се посвети, ќе го вложи тој интелектуален капитал, колку се можностите потоа големи, да речем, кога трендот е сосема спротивен на тоа. И тоа што го кажувате можеби е малку по широко и во однос на фармацијата. Ајде, не вака интерно го кажувам, никогаш не сум го кажал во вака јавно, за да може да се... Меѓутоа јас стојам за тоа. Јас во овој момент, моје мислење, лично моје мислење, и стојам за тоа, е дека во Македонија нема невработени. Во Македонија има неработници. Човек, особено млад човек кој што сака да работи, во секој момент може да најде една палета со 10 работни места на кои што може да работи. Се согласувам. Исто така, ретки се струките во кои што нема дефицит. Повторно да се вратам на фармацијата, јас гарантирам дека денес има 300 фармацевти. Да. Дека утре сите 300 фармацевти ќе бидат работни. Да. Затоа што таква е побарувачка. Што е доста Добра мокен статистика. став е. Доста, да. Тоа е благодарение најповеќе на мојкната фармацевска индустрија и мојкниот фармацевски сектор кој што го имаме во државата. Јас не знам дали било која друга индустријска гранка и дејност може да конкурира со фармацијата во однос на она што како дејност, како гранка, како индустрија го нуди, меѓутоа и компатибилноста и конкурентноста со она што се случува во, ајде да кажем, развиениот свет и на запад. Знаете, ние многу вложуваме во нашите студенти, во едукацијата на нашите студенти. Ние сме горди на нашите студенти и на стекнатото знаење кој што го добиваат. И верувајте, многу тешко и нам не паѓа кога ќе слушнеме дека некој студент заминал во Германија, друг заминал во скандинавските земји, најголем дел одат во Германија. И меѓутоа сатисфакцијата па е, ако сега ја гледаме од наш аспект како едукативна гранка, веќе во Германија на нашите студенти покрај што им бараат сертификат C2 за познавање на јазик, единствено нешто што им е потребно за да продолжат да работат со пациенти, што е особено многу значајно, е да полагаат еден дел кој што се однесува на правната регулатива поврзана со делот, законскиот дел за работа, што е сосема нормално. Тоа кажува дека претходницата на наши колеги, кои што можеби одреден дел од нив нострифицирале дипломи и така натаму, покажале дека со своето знаење, дека се сосема конкурентни, сосема и на тамошните студенти и на другите студенти од Европа. И тоа го се докажува дополнително. Јас имам уште една потврда. Ние имаме многу развиена и меѓународна дејност и нашите студенти се многу активни и во однос на студентската организација и во меѓународните студентски асоциации, меѓутоа и во мобилноста и студентските размени. Верувајте, каде и да одат нашите студенти во тек на својот студиум, значи во делот семестар или цел семестар или цела година, оставаат печаток, односно потврдуваат дека во најмала рака се и рамни со знаење, со едукација, со перцепција за научно-истражувачка дејност, за апликација како и студентите кои што ги има, не знам, во Словенија, во Шпанија, во Германија, Франција и така натаму. Сосема. Да. Така, многу е добро да се чуе тоа. Многу е, мислам, убаво ти прави да се чувствуваш за сопствената земја, за сопствениот универзитет пред се.
Размислуваш ли ти на сето ова кога одбираше факултет, кога се запишуваше, го имаше ли на ум или само ти беше професијата пред очи? Искрено не. Така. Не бев ни запознаена со сите програми што ги има на ниво науки, имаме на фармацевскиот факултет, како Еразмус, студирање семестар од друга држава, меѓутоа кога се запишав јас на факултет беше корона, беше онлайн и мене првата година не ми беше технички како на факултет, така да кога почнавме веќе да одиме со физичко присуство, кога малку се активиравме повеќе во сите активности, тогаш ги дознав сите можности што ни ги нуди факултетот и веќе дури активно размислувам и јас за Еразмус програми за сите овие Европската фармацевска асоциација на студенти што ги нуди настаните, шетање преку лето. Мислам има доста интересни работи, ако се заинтересира човек секој месец што се вика може да биде негде. Да, епен. Тоа е и на меѓународно, меѓутоа и овде имаме широко развиено практиканство. Преку нашиот центар за кариера и соработката со фармацевските компании, нашите студенти и во текот на летото имаат можност да во месеците кога нема активно студирање, да обавуваат практиканство, значи правиме разлика во однос на пракса. Така. Например, праксата е задолжителна во последниот семестар во аптека, практиканството е некоја состои сосема друга активност во кој што во текот на тоа практиканство они наблегуваат одредена проблематика која што се обавува во фармацевската дејност или мислам во дали индустрија, дали веледрогериско работење или аптекарско работење и на тој начин значи им се овозможува покрај едукацијата и одреден дел од нив и добијат соодветен и работен ангажман и на крајот да имаат можност да се покажат, да ги искажат своите знања, а кога некаде ќе влезете во некоја институција ќе покажете квалитет, потоа сите врати се. Мислам дека е, да, јасно. Поседува ли фармацевскиот факултет одредени, да речеме, акредитации меѓународни кои служат за да нема таква потреба нострификација или пак е врз база на искуство, како што рековте, во странските земји? Ако ме прашувате во однос на едукативната дејност, секој факултет кој што се занимава со фармацевска дејност, независно од акредитациите, значи оспособува кадар кој што потоа во секоја држава во која што работи, доколку работи со пациенти, мора да направи одредена, кај нас тоа се вика државен испит. Така. Во други земји стручен испит, зависно од термините. Тоа е на потврда дека, значи покрај завршената едукација, ви обавувате одредена пракса и после тоа треба да полагате тој стручен државен испит со кој што или да добиете лиценца за работа. И студенти од Америка и од Англија или од било која друга европска земја да дојдат во Македонија ако сакаат да работат со пациенти, независно на кој универзитет, на кој факултет завршиле, тоа мора да го направат. Исто како што го прават тоа нашите студенти. За да се стекнете со лиценца да работите во здравствената дејност со пациенти во една држава, треба да добиете лиценца од соодветните тела во државата за да тоа го правите. Така. Во овој момент меѓународна акредитација на студиска програма ние немаме. Нормално, студиските програми, сите кои што се на фармацевскиот факултет се акредитирани студиски програми од ДКН. На факултет ние имаме високо развиена апликативна дејност и центрите кои што се во склоп на факултетот исто така подлегнуваат на високи нормативи на акредитација, дел од нив се меѓународно акредитирани, влегуваат во мрежите, европските мрежи на лабораторија од таков тип и сето тоа зборува за квалитетот на кој што посветуваме особено внимание на нашиот факултет. Што те привлече тебе најмногу? Дали е, например, оваа конекција со природата, дали е лабораториската работа, дали е тежината на самата материја? Што е она што те привлече и што те одржува да не си отидеш? Прво, природните науки кои што секогаш ми биле интересни од основно од средно, а друго бидејќи кога се запишував опции ми беа ПМФ или фармацевскиот факултет и на крај се решив за фармацевскиот факултет бидејќи ми беше попредизвикувачки.
Значи факт е дека е потребна голема дисциплина Така. и љубов кон тоа што го учиш, затоа што Да. ако не ти е интересен материјалот, нема како да го научиш. Меѓутоа е доста предизвикувачки и е интересно. Значи едноставно е интересно да се види што се е позади, да речеме, една таблета. Да, буквално. Велиш ПМФ и фармацевски ти беа опција поради љубовта за природните науки? Да, уште од старт се ограничив на тоа. Да. Ама и многу, дури да не работиш утре како фармацевт, мислам, толку корисно знаење се добива со тој факултет, нормално, кој би го завршил за да не работи тоа. Ма зборувам вака, луѓето толку погрешно употребуваат еден куп лекови, погрешно се, да речам, се само лекуваат за оние најобични работи, а сите тие нешта може да се решат со многу основна базична едукација за што е намената на секоја таблета. Сметате ли дека е потребно такво нешто за општото население, да речеме? Видите, за општото население нормално едукацијата секогаш е потребна, меѓутоа за да нема злоупотреба на лековите, кога зборувам злоупотреба, значи и ненамерна прекумерна употреба или грешна употреба на лековите представува злоупотреба на лековите, за да нема грешки во терапијата, за да нема можности да ни се појавуваат потоа состојби како што е резистентноста на антибиотиците, по еден огромен процент кој што настанува најповеќе заради нерационалната употреба на лековите. Пред се треба малку затегнување на регулативата која што ја имаме, меѓутоа која што треба да се почитува. Ние сме еден дел од земјината топка каде што некои работи тешко ги прифаќаме. За жал, нашите колеги фармацевти имаат сериозен проблем да во аптека на пациентите им кажат дека не може антибиотик да се земе без рецепта. Не може диазепам да се земе без рецепта. Луѓето, пациентите со тоа што употребиле 2 или 3 пати антибиотик, мислат дека они се знаат и дека тоа што малку ќе ги гребе грлото, најдобро е да се спречи одма со антибиотик и да не се начат 2 или 3 дена со гребење на грлото, затоа што ние вообичаено немаме време, ние многу работиме и многу се брзаме, многу се брзаме, многу сме зафатени, па немаме ние време да Кој ќе се бави со нешто како здравие, мислам. Да. И тоа е, значи, прво е тој дел. Инаку населението, едукација е потребна. Едукација има. И ако отворите поготово наутро на сите телевизии, радија, ќе најдете некоја емисија, во секој еден часопис, ќе најдете статии во кои што било кој здравствен работник зборува за одредено заболување. Тоа пациентите го слушаат, пациентите го читаат и тука не е ништо спорно. Меѓутоа, треба малку и повеќе да се почитува струката и регулативата. Скандинавските земји вие да дојдете до антибиотик. Не стварно треба да имате потреба. И не може, ама баш никако да стигнете до антибиотик ако немате прескрипција, ако тоа не е пропишано од соодветен здравствен работник, ако тоа не е издадено од соодветен здравствен работник, фармацевт. Мора да признаеме, за жал, кај нас тоа не е случај. Затоа резистенцијата кон антибиотици кај нас е многу висока, а во скандинавските земји е изузетно ниска. Така да, може би треба малце претходно и издигање на некое друго ниво на нашата популација и население, за да може да се разбери суштината на проблемот и да се разбере важноста на лековите. Дека вие можете, не знам, најобична некоја си инфекција, па дури да не биде инфекција, да ја третирате со некој антибиотик кој што е од во класата на најмощни антибиотици. Меѓутоа што ќе се случи наредниот пат кога стварно ќе имате потреба. Тогаш што ќе се лекува. И ова го кажувам, претпоставувам и добар дел од нашите колеги од другите факултети, студенти ќе го слушаат, ќе го гледаат,
Значи, ајде барем да генерираме некои нови генерации кои што ќе имаат Да. сознание дека секоја професија треба да се почитува и професионалците кои што се во таа професија треба да се почитуваат, нормално и нивните совети. Како функционира студентската организација на факултетот? Студентската организација на факултетот, особено во последно време, е многу активна, што мене и многу ме радува. Цело време се организираат настани од типот на предавања, работилници искуствени. Сега последно имаше и за Светскиот ден на здравјето, како иницијатива да се направат што е можно повеќе чекори. И идејата беше да се промовира здрав начин на живот и беше интересно, беа поделени во две категории: професионален кадар и студенти. И сите чекореа, праќаа кој колку чекори направил, на крај добиваа пакетчиња во Италија. Мислам, тако и некои интересни настани што ги поттикнуваат студентите и да се активираат, бидејќи нас постојано ни стигаат известувања. Настан ваков, предавање вакво, голем дел од студентите се викаат цел ден сум на предавање, не сакам уште некое. А не разбира дека всушност ако дојдат на тие предавања добиваат плюс информации, бидејќи тоа не е класично предавање како на факултет, сепак е поинтерактивно, поинтересно и многу ми се допаѓа тоа што моментално составот на студентското собрание ја разбира потребата за да се активираат малку повеќе студентите и општо настаните што ги организира се на малку поинаков начин од до сега што сме научени на класичен настан, класично предавање. Да. Па и на предавањата ги дојаш информациите што ти се важни за струката. Ти да се остручиш како иден професионалец. Но овие, како што ги нарекуваме неформални случувања, те учат како да ги примениш. Не знам, на подкастот за економски факултет тие го спомнаа тоа, soft skills, мислам дека ги нарекува. И така нешто беше слично. Чи они информации што ги имаш стручни, како да ги примениш во реалниот свет, како да си најдеш работа, буквално. Во изминатите колку години, 2 години кај нас, студентите имаат можност да имаат едукација за soft skills. Последно исто така имаше едукација за изготвување за поврзани со кариерните можности, односно подготвување на студентите за интервју. Вештини кои што треба да ги имаат во тек на едно интервју, припрема на CV, начин на реализирање на едно интервју, отворање на нови хоризонти и видици, можности во нивната професија, како да се однесуваат. Потоа сега брзо имавме настан. Да, па тоа ќе споменев и 8 или 10, колку беа 8 фирми кои што дојде, имаше студенти, значи имаше он-сайт интервјуирање на студентите. Тоа што претходно го добија како теоретско знание. Ептен кохезивно дојде настан по настан, беше баш нака апликативно, многу беше добро тоа. Браво. А јас можам да кажам дека студентската асоциација кај нас, мислам дека и во изминатите години, јас сум од 92 година запишан на факултет, и е една од лидерите на студентски асоциации по својот обем на активности. Значи, активно се работи на сите полиња. Студентската асоциација, Европската студентска асоциација на студенти по фармација, јас не паметам да некогаш во изминатите години било без некој од нашите членови, од нашите студенти да биде таму на одредена функција, не само како членови. Јас не паметам да имало било каков стручен собир каде што не биле нашите студенти. Дополнително, скоро секоја година, со исклучок на годините која беше со короната, значи се организираат летни школи кај нас, се организираат едукативни кампови, меѓународни, доаѓаат голем број на студенти од надвор, кои што поминуваат по 7 по 10 дена во Македонија. Веќе над повеќе од скоро 25 години функционира еден научно-истражувачки проект поврзан со попишувањето и обележувањето и испитувањето на лековитите растенија на планините во нашата држава, кој што се реализира секое лето. Студенти, зависно од годината, 7, 10, 14 дена престојуваат на некоја планина, ги попишуваат сите лековити растенија на одредени падини каде што ќе ги најдат
ги собираат, ги ставаат во хербариум, дел од тој материјал потоа се испитува кај нас на факултет за да се одреди квалитативниот, квантитативниот состав. И тој документ, таа фармакогностичка карта, например, денес е еден многу сериозен проект кој што израсна во сериозен проект и резултатите стварно представуваат едно големо богатство не само за нас, не само за студентите, туку и воопшто и за нашата држава. Научното здружение исто така постојано е активно. Последниот повик за студентски проекти, 3 проекти добија нашите студенти, да. стварно 2 мали гранта беа земени. Беше многу Ние се трудиме да ги заразиме со наука, па имаме еден мал проблем што они многу брзо се заразуваат. Знаете, имунитетот за наука им е многу мал и брзо се заразуваат. Веднаш им станува интерес. Да, затоа и реков, толку е мултидисциплинарна, например, како што рековте, фармакогностичка карта, тука има многу интересно. Ви велам, значи да не бев на шумарски, веднаш ке дојдев на фармација. Многу ми е интересен тој дел на спојување на медицината буквално со природата. Кај нас, например, јас сум на екоинженеринг и многу често, особено на прашумите во околу екваторот, во тропските делови, еден од екосистемските, да речеме, сервиси на тие прашуми што ги нудат на човештвото се буквално изобилноста на субстанции кои лекови растенија или кои што така што е велите брзо се заразуваат со наука. Да. Во однос на наука имат многу нарушен имунитет, многу брзо може да се зарази. Па јас не би го лекувал тоа. Искрено. Би го оставил тоа така. Дека воопшто не се ни трудиме Да, одлично. Само го стимулирам. Так. Мислам дека извини што те прекинав, ама ова што е научно-истражувачкото здружение што го спомна професорот е многу добра организација затоа што јас се приклучив уште во прва година и од тогаш уште толку ми потекна интерес и љубов кон фармацијата, бидејќи навистина се учат многу работи, што например јас уште од после втор семестар завршен, веќе бев спремна за предмет што го слушав во трет семестар, бидејќи по старите колеги, како што идевме по планини, ми кажува латински имиња на растенија, што како се користело, мислам многу да, од старт кога веќе имаш некои информации, веќе знаеш колку толку што се случува, толку повеќе си викаш сакам да го научам ова, ќе го научам ова. И така мислам дека и се развива многу поголем интерес на студентите понатаму. Еве сега што ги гледам овие што се втора година, се 3 пати поактивни од мојава генерација, баш пошто се членови во здруженијево, прават и контакти со постари колеги, многу голяма улога има тоа. Многу убаво. Тоа научно-истражувачко здружение само за студенти зборуваме? Па студенти се членови, да, меѓутоа под менторство на професорот Ѓоше Стефков, да. Тоа е научно-истражувачко здружение кое што е во рамките на студентската асоциација, кое што членуваат студентите, меѓутоа нормално студентите за да бидат дел од тоа треба да имаат и своји ментори кои што се вклучени во тоа. Одлично што ме прекина, буквално тоа ќе го прашам колкава е можноста за некој што има особено низок имунитет за наука да веднаш да пристапи кон такви истражувачки. Например, често се среќаваме со информацијата дека финансиите за наука во нашата држава се екстремно мали, се занемарувачки мали. Како се снаоѓа фармацевскиот факултет со тоа? Бидејќи рековте дека е особено активно тоа поле. Енормно мали дали се финансиите, не знам, јас може би кажал и дека ги нема за научно-истражувачка работа, за жал. Меѓутоа, има некои работи кои што мора да се снаоѓате и да не смеете да оставите да застанат. Но тоа што тоа е фундаментот на се понатаму. Се снаоѓаме преку апликација на различни домашни, меѓународни проекти кои што се спонзорирани, односно кои што ги распишуваат институции, финансиски институции кои што се имаат потреба од соодветни
научно-истражувачки резултати од областа на фармацијата. Активно сме вклучени во следење на сите можности и аплицираме на голем број на проекти се со цел да го пребродиме тој реален проблем со кој што се соочуваме, да на почетокот една календарска година бидиме да знаеме дека речиси нема пари за научно-истражувачка работа и дека треба самите да тие ги ловиме тие проекти, односно да ги наоѓаме тие пари за да научно-истражувачката дејност функционира. Така. И можеби за нас една малку олеснителна околност е тоа што имаме добро, како што напоменати, развиени апликативни центри на нашиот факултет, па тие апликативни центри овозможуваат покрај апликативната дејност да развиваме и дополнителна научно-истражувачка дејност. И тоа е еден вид на можности кои што се отворат, меѓутоа и од оние средства кои што ние ги имаме на фармацевскиот факултет, значи средства со кои што располагаме како буџет, секогаш било традиција и се надевам дека и ќе биде максимално оно колку што е можно да се одвојуваат за наука, да се инвестира во наука, се инвестира во научно-истражувачки лаборатории, научно-истражувачки апарати, реагенци и така натаму, и да во рамките на оно што е можно држиме чекор со развиениот свет, да држиме чекор со развиената наука, да бидеме тука некаде и нормално оно што нас ни преостанува да бараме начин преку нашите конекции, преку нашите колеги, соработници од други земји, да бидеме дел од големи европски и светски проекти и на тој начин да овозможиме да и во нашата држава се практицира високо развиена научно-истражувачка дејност. Да. Кога го правевме подкастот за земјоделскиот факултет со сегашниот продекан Ордан Чукалиев, тој спомна една многу интересна работа, а тоа е проректор. Тој спомна една многу интересна работа што ми остана вака се уште памтам, а тоа е дека имаме отсуство на предприемнички дух кај студентите, особено тоа се среќава кај оние факултети кои добиваат помалку студенти од квотите кои се овозможени на тој факултет. И мислам дека ова што го зборувате вие само потврдува тезата дека всушност силно развиена индустрија во една област е многу тесно поврзана со состојбата на образовната, научната дејност во истата област. Значи индустријата и високото образование во една област многу тесно мора да соработуваат и зависат една од друга. Без така тесна и квалитетна соработка нема напредок. Да. Јас не го гледав интервјуто, подкастот со проректорот. Слушајќи го ова, мислам дека нема да ми замери, меѓутоа јас не би се согласил дека кај студентите нема предприемаштво. Знаете, јас секогаш викам, студентите не можат да бидат криви за ништо. Ако студентите немаат квалитетно образование, не се виновни студентите. Така е. Виновни се професорите. Да. Ако за студентите да имаат предприемачки дух, треба да ги заразат. Треба да биде всаден тој. Како што видите, да ги заразиме со наука. Треба да ги научите. Да. Треба да ги воведете. Да. Никој ниту се раѓа со предприемач. Можеби некој има поголем или помал афинитет кон нешто. Да. Меѓутоа, исто така е реално дека и луѓе кои што можеби имаат голем афинитет за научно-истражувачка дејност, доколку не добиле прилика во животот, никогаш нема да ја исползуваат, нема да ја истакнат таа своја и талент, и квалитет, и желба и така натаму. Да, дефинитивно. Мислам дека пак све се сведува на тоа студентите да бидат позаинтересирани, бидејќи кај нас, јас се баш ги гледав за 7-миот конгрес што беше по фармација, имаше многу студенти кои што сите што пројавија активност, веднаш ни на поддршка од професорите кои што беа нивни ментори, им помага во самите истражувања тие што ги прават, така што сметам дека доколку еден студент
сака нешто сам да направи, барем кај нас на факултет секогаш е поддржан од професорите. Многу се така. отворени за соработка и навистина испадна супер истражувања. Мислам, јас бев изненадена тоа колку луѓе всушност сами сакаат да направат нешто. Да, Беше многу тоа е многу позитивно. важно. Тоа е многу Студентската важно. секција на конгресот, зборуваме за голем интернационален конгрес на фармацијата, Така. на кој што има голем број колеги од странство кои што доаѓа. Значи, чисто вака само да добиете печаток, и оваа година над 2000 котизации имаше на конгресот. И тоа е кога фармацевтите прават конгрес, оприте блокира. Така. Ама реално е тоа. Така, така. Имавме голем број на наши колеги, професори од други универзитети и факултети кои што беа дојдени. Имавме многу квалитетни сесии кои што се одвиваа на конгресот. И тоа верувајте дека студентската секција и студентската сесија која што беше можеби и сесијата која што предизвика најголеми воодушевувања кај, ајде да кажам, стручната фела. Зборувам за луѓето кои што се занимаваат со наука, професорите од странство, нашите колеги, научни истражувачи, кога ги гледаат трудовите кои што ги изработија на најголем дел нашите студенти. Значи, зборуваме за интернационален конгрес, имаше и од други универзитети, од други држави студенти. Меѓутоа, најголемиот процент беа нашите студенти. Така. Тоа беа на рамниште на трудови кои што на други конгреси во други држави се дел од главните сесии. И тоа исто така не прави горди. Ние само секоја година, секоја кога имаме конгрес, се трудиме студентската секција и студентскиот сесија да биде со централно место, да се посвети внимание. Оваа година имавме над 60-70 студенти кои што беа таму. Добар дел од нив 40 презентираа своји трудови кои што ги работеа изминатиот период. Значи со своји сопствени добиени резултати, обработени резултати, изготвени презентации и сето тоа дава вака едно чувство на големо задоволство и верификација на она кон кое што цени. Така. Многу е убаво да се чуе ова за сопствениот универзитет, навистина. Што би му порачал, например, што би му порачала всушност на некој средношколец, што може би е на ПМБ, а може би не, размислува за фармација, му стои така како идеја? Значи, би рекла апсолутно да дојде да се запише на фармацевскиот факултет, бидејќи многу, значи има прво од наставата, предавањата, професорите, дружбата на факултетот. Значи јас навистина не можам да најдам дел од мојот студентски живот што би рекла можеби тука би сменила нешто. Мислам се е доколку желбата е таму, доколку интересот е таму. Така. Апсолутно. Не можам поише да го препорачам факултетот. Значи јас тоа секогаш го викам не само на подкастов, општо кога ќе ме прашаат луѓе, секогаш го кажувам тоа бидејќи стварно е многу убаво искуство. Навистина. И мислам дека скоро сите од колегиве би го потврдиле тоа, бидејќи тука сме, се гледаме, мислам, навистина е многу, така да дечки дојдете ни. Да. Што е според вас добар студент? Како може некој да влезе и буквално да победи на факултетот? Значи, како игричка. За мене добар студент е студент кој што пред се има јасна цел зошто доаѓа во одредена институција. Кога ќе дојде на фармацевски факултет, првиот почетен чекор за да биде добар студент е да знае што е фармацијата, што е фармацевската дејност, да сами од себе се има сонувано во некој дел од фармацевската дејност, нормално да има афинитет кон природните науки, кон здравствената дејност, да има афинитет кон биологијата, кон хемијата, затоа што без тоа фармација не може, и да знае дека навлегува во струка која што е здравствена дејност, која што е на многу хумана дејност, меѓутоа за да ја практицирате, мора соодветно да се подготвите и да се стекнете со знаење. Така. За мене добар студент е кога
во текот на своето студирање цело време ќе биде незадоволен и незаситен од стекнатото знаење и ќе ги малтретира професорите за да стекне поголемо знаење. Така. Дали мислите дека нешто не спомнавме, не опфативме? Дали мислите дека имате нешто да кажете, а не го прашам? Јас би сакал да кажам, ќе ми извините само, значи бидејќи зборуваме за фармацевскиот факултет, зборувавме многу за фармацијата. Така. Меѓутоа, две други студиски програми се многу значајни кај нас на факултет. Едната е лабораториски биоинженери, значи тоа се професионалци кои што ги обучуваме и кои што се оспособени да работат како стручен професионален кадар во било кој не само здравствени, туку и лаборатории кои што се занимаваат со прехранбената дејност, хемиската дејност, биолошката дејност, санитарната дејност, високо обучен стручен кадар кој што веќе неколку, значи, со нив започнавме 2011 година, првата генерација кога беа запишани, денес исто и во таа струка повторно, само после 10-12 години, нема невработени лабораториски биоинженери и тоа не прави исто така горди и она што е најнова студиска програма на фармацевскиот факултет, тоа е диететика и диетотерапија. Единствена студиска програма од таа област во нашата држава. Како се разликува тоа од нутриционизам? Одлично прашање. Значи, диететика и диетотерапија е здравствена дејност. Таа е здравствена струка, регулирана струка и има европска директива со која што се регулира таа професија. Нутриционизмот не е здравствена струка. По дефиниција и по она што е реалност, диететичар и диетотерапевт, он е и нутриционист. Меѓутоа нутриционистот не може да биде диететичар и диетотерапевт. Диететичар и диетотерапевт е здравствен работник, стручен, професионалец, кој што се грижи за исхраната и на пациентите со различни акутни, хронични или било какви заболувања. Колку што се значајни лековите во третманот на заболувањето, исто така големо значење има и правилната и избалансирана исхрана на пациентите во текот на излекувањето. Не може во една институција која што, ајде да кажам, се вика болница и која што има, не знам, 6, 7, 10 различни оделенија, интернистички, хируршки заболувања, не знам, невролошки, нефролошки и различни заболувања, пациенти со различни заболувања, не може пациентите сите да добиваат иста храна. Да. Тоа е невозможно. Да. Храната е можен важен сегмент, избалансираната исхрана е можен важен сегмент кој што влие на целокупниот исход на лекување на пациенти. Апсолутно. Како што и начинот на исхрана и примената на здравата храна е превенција од голем број на заболувања, исто така е многу значајно да имате избалансирана исхрана и во тек на периодот кога се излекуваат одредени заболувања. Имате хронично болни пациенти кои што се на доживотна хронична терапија и тоа покрај што они треба да имаат постојано присутни лекови со кои што се излекуваат, они секогаш треба да имаат и избалансирана Тоа го прави диетотерапевтот, кој што врз основа на биохемиските наоди за пациентот, врз основа на медицинската документација, патологијата на заболувањето и другите параметри кои што ги има за пациентот, одредува и прави соодветен режим на исхрана до кој што треба да се придржува пациентот. Така. Да не навлегуваме во изготвување на соодветни типови на ентерална, парентерална исхрана кај потешко болни и така натаму, што уште повеќе дава до значење на
оваа струка и на значењето на оваа струка. Верувајте, во западниот свет, во високо развиените за здравствени системи, не постои нито една институција во која што нема диетотерапевти кои што се грижат за својот дел. Да. И они ги следат пациентите, за секој пациент одредуваат посебен режим на исхрана. Пациентите кога се во таа здравствена институција и после тоа мора да се придржуваат до тоа што е наведено од професионалецот диетотерапевт. Она што е уште поинтересно, рековте нели за хронично за хронично болни треба да има и соодветна нели диета и исхрана паралелно со лекувањето, но она што е уште поинтересно е што може со одредена диета да се излечат такви хронични заболувања, па дури и автоимуни болести. Јас знам, сега не знам точно која болест беше, ама има, сигурно го знаат луѓето по интернет, психијатарот Джордан Питерсон и ќерка му исто со менување на диетата имаат некакви автоимуни заболувања кои ги решија, што е многу исто интересно. Пака според мене, чисто кој го интересира може да си провери. Еден апел од мене, бидејќи сега споменавте. Така? Интернет доктори, Google доктори и нормално, така, нормално, значи, го зборуваме за антибиотици. Денес многу информации ни се достапни. На младите особено, бидејќи располага, односно баратаат добро со IT технологии, меѓутоа интернет доктори, интернет лекување и Google лекување, тоа со среќа не се базира на медицина базирана на доктори. Так. Затоа има струка, затоа има лекари, затоа се учи доктори, 5 години, фармацевти, да, стоматолози и така натаму, здравствени работници, диетотерапевти, кои што се оспособени кога ќе го видат пациентот, кога ќе дијагностицираат, кога ќе ја дефинираат патолошката состојба, да одредат соодветно лекување. Инаку верувајте, тоа интернет лекување и Google лекување знае да направи голем проблеми и секојдневно ние во здравствените институции тоа го гледаме. Луѓето одбираат само лекување врз основа на информации кои што ги добиваат. Многу често потоа се јавуваат во здравствените институции кога е касно. Многу, да. Веќе е многу искомплицирана работата, да. Што е најубавото за студирањето, како што рече, на фармацевскиот факултет? Како најубаво нешто, јас дефинитивно би ја издвоила дружбата што постои меѓу студентите на фармацевскиот факултет, бидејќи јас искрено не сум видела друг факултет кај кој што студентите толку се дружат меѓу себе од прва до 5-та година сите. Значи јас знам доаѓале и колеги од други факултети кај нас на факултет, сите викаат како во едно големо средно сте. Значи буквално сите многу убаво, бидејќи на страна дружбата вака што нели се зафркаваме меѓу паузи, многу може да ни помогнат. Например, јас гледам што ми се постареви колеги, многу често се консултирам со нив. Дали да ми дадат материјали, дали негде ако заглавам во материјалот. Мислам, многу убава комуникација и многу убава средина за растење, за учење, општо владее на фармацевскиот факултет, така јас дефинитивно тоа би го издвоила како прво нешто. Одлично. Не споменавме повеќе за насоката биоинженеринг. Можете ли сега ми текна лабораториски биоинженеринг? Можете ли да ми дадете пример за нешто што веднаш би ме разјаснило што е лабораториски биоинженеринг? Значи, лабораториски биоинженер е професионалец кој што во било која лабораторија, повторно кажувам, независно дали е тоа здравствена дејност, дали е прехранбена дејност, дали е, не знам, хемиска дејност и така натаму, располага со знаење за сите инструментални лабораториски техники, знае да воспостави метод на секој од апаратите, знае да ги работи сите лабораториски анализи, да добива резултати, да ги доставува резултатите и да нормално учествува во дејноста на таа лабораторија. Значи, тоа се професионалци кои што се работи за 3-годишни студии, прв циклус. Во своите први 3 години се буквално се обучуваат да
бидат професионалци за кои што нема да има тајни во било која лабораторија доколку работат. Да можат да одговорат на сите предизвици во секоја од лабораториите. Они се во контакт и се во текст со сите најсовремени лабораториски инструментални методи. Ги работат сите методи, се оспособени да ги работат. Понатаму можат да се обучени да развиваат други техники, да воведуваат други методи, нешто што е особено значи. Знаете, порано кај нас постоја високостручен кадар и лаборанти. Така. Меѓутоа, денешните предизвици кои што ги нуди на современата технологија, оневозможува луѓе без соодветен професионална едукација да може да ги практикува тие технологии во секојдневната своја дејност. Зборуваме за многу софистицирани лабораториски испитувања, техники кои што се неопходни денес за да добиете, во медицината, соодветна диагностика, да добиете соодветни резултати, не знам, во испитувањето на некои лекови и така, во контролата на лекови. И за тоа се потребни стручни кадри кои што ќе го практицираат, ќе бидат едуцирани тоа да го практицираат. Имаме и втор цикл студии од истата дејност, магистар по лабораториско биоинженерство. Таму веќе со својата уште 2 годишна едукација, они се стекнуваат со дополнителни знаења и меѓу другото можат да бидат и раководители на такви лабораториски институции од областите кои што ги наведов. Тоа се професионалци врзани за лабораторија кои што се лабораториски луѓе. Така. Јас уживам во разговорот, ви благодарам и на двајцата. Се надевам дека ги опфативме сите потребни информации за вашиот факултет. Се надевам дека охрабривме некој, како што рековме. Центарот за кариера функционира, постои научно-апликативно здружение, функционира како што рече и дружбата. Рековме дека треба да се инвестира интелектуален капитал, но потоа можностите и за бирање каде ќе се вработи човек и како ќе се вработи се многу големи. Диплома да е признаени во странство, но тоа не го охрабруваме, ни требаат и луѓе тука дома да не лекуваат. Ви благодарам и на двајцата што бевте денес гости. Се надевам дека ви остави простор да кажете се што беше потребно. Тоа е тоа од мене. Велете вие за крај нешто? Нема, мислам дека се беше кажано. Така. Добре, еве јас да се заблагодарам на издвоеното време. Стварно ми беше задоволство и имајќи го предвид и за кого се однесуваат овие информации, тоа дополнително дава уште една нишка на дополнително задоволство. Беше многу пријатен разговорот. Дали споменавме се? Не споменавме се. Секако. Верувајте, стварно без лажна скромност, на нашиот факултет толку се бурни деновите, настаните и се она што се случува и нашата посветеност, меѓутоа пред се квалитетот на нашите студенти кои што се генераторот на сето тоа, што би можеле сигурно да зборувам уште и неколку часови за што се она што се случува на нашиот факултет, меѓутоа оние кои што се заинтересирани и кои што размислуваат и кои што сакаат да видат што е фармацевски факултет, што се прави на фармацевски факултет и по-детално да се запознат со активностите на фармацевски факултет, меѓутоа и со фармацевската дејност, отворена покана, кога сакаат да дојдат на фармацевскиот факултет, ќе имаат можност и со нашите студенти, меѓутоа и со наше вклучување да добијат соодветни информации, добијат соодветни насоки во однос на фармацевската дејност. Не ги споменавме студенти, например, стипендиите на нашите студенти, кои што се ги има и од нашиот универзитет. Фондацијата Трајче Мукајтов стипендира секоја година исклучиво само студенти на фармација на нашиот факултет, што исто така представува раритет. Дополнително се повеќе расте бројот на компании кои што сакаат да инвестираат во нашите студенти, Така. не само да ги стипендираат, затоа што
на сите им е јасно од каде доаѓа квалитетот. Да. Само го напоменавме практиканството, меѓутоа не навлеговме многу детално, а е процес со кој што може да се гордееме и надвор од нашите граници. За научно-истражувачката дејност на нашите студенти ќе кажам споменавме, затоа што стварно се многу активни, има големи можности. Студентската асоциација најверојатно ќе треба да се посвети една цела емисија само за студентската асоциација и за активностите. Да, така. Ева како редакција ве покануваме. Сега сме во фаза на подготвување на надпреварот магистра, тоа е еден традиционален надпревар во аптекарски вештини на нашите студенти. Од оваа година се планира на 28 април да биде на нашиот факултет. Некои од претходните настани можете да ги видите, ги има и достапни на YouTube. Таму може да се види со какви се вештини, квалитет располагаат нашите студенти, а да не зборувам ако ги видите во лабораторија или ги оцените на испит каков квалитет има кај нашите студенти, нашата гордост. Ви благодарам. Благодарам и вам.